Благодарам, почитувам председателе. Почитувани колеги и пратеници, посебно почитувани колеги и пратеници од ВМРО ДПМН. Со самиот факт дека на поднесените амандмани во страна на Социјалдемократскиот сојуз за и околу за одбележување на 60 годишнината од првиот македонски филм Фросина и првиот македонски роман Село за седумте јасени, а кои беа поднесени од страна на нашиот колега од Социјалдемократскиот сојуз господинот Митре Велјановски, колегите пратеници од ВМРО ДПМН или представниците на матичното тело, поточно на Комисијата за култура, се изјаснија, тоест беа против самите амандмани и гласаа воздржано. За да после извесен временски период, откако сватија за грешката, ретерираа и предложија амандмани со идентична содржина, ама повторно не ја поправија грешката за тоа што ако сакавме да имаат и двата настани дигнитет и да одговоревме на висина на задачата како сериозна држава, требаше како носители на активности не да бидат Друштвото на писатели и Кинотека на Македонија, него да биде најповиканиот Министерство за култура. На тој начин, почитувани колеги пратеници од ВМРО ДПМН, по не знам кој пат оставивте и ја потврдивте пораката дека представувате само гласачка машинерија, па макар и да станува збор за теми кои се поврзани директно со македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик и култура. Недозволиво. За овие два амандмана гласавте воздржано, ама и ви беше потребно дополнително време за консултација. Ама за таа сметка не ви беше потребно време да се консултирате кога гласавте за амнестија на војните злосторници или хашките случаеви. Јас сум уверен дека повторно ќе ни се случи појавата во ова собрание да за недела или две дојде премиерот и каже дека мора да ја почитува и има обврска да ја почитува, да ги почитува одлуките на ова собрание или на законодавниот дом. Неверојатно и зачудувачки е како владата на Република Македонија има пари за се и се што, тргнувајќи од Скопје 2014 да не набројувам, ама за јубилеите поврзани со македонскиот јазик нема пари и нема државничко одбележување. Лицемерно и недржавничко однесување. Тоа ли е, почитувани колеги од ВМРО ДПМН, вашиот патриотизам? Зошто го поднесовме амандманот за бришање на прославата на 100 години албанско знаме? Од каде потребата во вака завриена меѓуетничка атмосфера пратениците ова собрание дополнително да ја загреваат ситуацијата во државата? Не ми е јасно. Кога пред само 2 недели бевме сведоци на палење на македонското знаме во Албанија, дали некој во Македонија не е свесен за кревките меѓуетнички односи? Зарем некој заборави на збиднувањата кои не се толку далечни од пред 10 или 15 дена? Ја не знам од кои причини по се она што се случуваше со безбедносниот систем во нашата држава, не излекуваме поуки и не ги учиме лекциите, туку повторно со лошо менаџирање на меѓуетничките односи се доведуваме во незгодна ситуација. Зошто се ставаме во ситуација да ги будиме старите страсти, старите идеи кои очигледно не и носат добро на нашата земја? Со ваквите потези се носи само раскол, несогласување и ништо друго. И од тој аспект апсолутно се согласувам со изјавата на премиерот Груевски, одговарајќи на новинарско прашање дали владата ќе издвои средства за прославата на 100 годишнината од независноста на Албанија и албанското знаме. Одговорот е дека владата нема намера да дели средства од буџетот на Република Македонија и да чествува јубилеи и прослави на други држави. Ама како и многу пати досега, премиерот повторно ретерира и се соочуваме со денешната ситуација. Односно, се случува нешто друго, исто како што се случуваше и кога ова собрание се претвори во суд
и амнестираше воени злосторници, а и тогаш одговорот на премиерот беше дека тоа е работа на судовите, а не на политиката и на собранието на Република Македонија. Ја имаме истата ситуација и сега. И предпоставувам, учење од истото, премиерот за кратко време ќе каже дека ќе ја почитува и оваа ваша одлука, тоа е одлуката на мнозинството. Па ако вие морате да ги трпите ваквите неправдини, зошто да ги трпиме и ние? На крајот на краиштата кај вас е грешката, вие дозволивте самите, верификувајќи проекти од овој тип, да некој си дозволи да ја маргинализира работата на ова собрание. Во делот на другиот амандман, со кој што предлагаме бришење на одбележување на 100 години од именувањето на Мехмет Паш Дерала за прв министер за одбрана на Република Албанија. Амандманот го предлагаме бидејќи сметнаме дека е нелогично, неумешно и несоодветно Република Македонија преку предлог програмата за одбележување на годишни означени настани личности да одбележува именување на министер во друга држава, да не речам странска држава. И, почитувани колеги, за жал, наместо денес оваа одлука и оваа предлог програма се изгласаше без дебата и сите едногласно да ја усвоивме, со ваквиот погрешен концепт имаме уште еден пораз на концептот на мултиетничноста на Република Македонија и Република Македонија како мултикултурна и мултирелигијска држава. Истата оваа предлог програма требаше да биде проект со кој што дополнително ќе ја зголемевме кохезијата и соживотот помеѓу различитите етницитети во Република Македонија, а не да биде причина плюс за раздор помеѓу граѓаните без разлика за која да вера станува збор. Благодарам.